ова издание на неделната хроника на Прва Скопска, во која се потсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што измина. Ке гледате. Граѓаните во неизвестност. Кој ќе ги грее предстојната грејна сезона? За 1 месец треба да профункционира улицата кај подвозникот во Бутел. Општина Центар ја сруши летната тераса на кафе-барот Бастион. Градот Скопје по неколку месечни подготовки донесе одлука за основање на ново друштво за енергетски дејности, чии што основни дејности ќе бидат снабдување со природен газ и топлинска енергија. За да може да функционира компанијата, од буџетот на градот издвоени се 250.000 евра, што според проценката на советникот на опозицијата Лука Кржаловски се недоволни за нормално функционирање, ако се земе во предвид дека годишните расходи на сегашната компанија за оваа намена, Балкан Енерджи Груп, се 150 милиони евра. На ова реагира скопскиот градоначалник Петра Шилегов со образложение дека градски енергетски системи приходот ќе го добива од сметките за грејење, а придобивките од новото предпријатие ќе се почувствуваат најмногу во намаленото загадување на воздухот. Во моментот кога градски енергетски системи ќе стане дел од енергетскиот систем на град Скопје, бидејќи ќе ги имаме производителите енерганите како третиот сегмент. Во истиот момент градски енергетски системи влегува во така наречениот билинг систем. Средствата кои што сега ги зима БЕК по основ на издавање на сметки, ќе станат приход на градски енергетски системи. 14.000 домакинства се исклучени од системот на централно грејење и го загадуваат воздухот во Скопје. Новото градско предпријатие, според очекувањата на Шилегов, топловодната мрежа ќе ја превземе пред почетокот на новата грејна сезона, но останува нејасно на кој начин, ако се земе предвид фактот дека Балкан Енерджи Груп во 2013 година добила лиценци за дистрибуција и производство на топлинска енергија со рок од 35 години, а за снабдување за 10 години. Неудамна градоначалникот Шилегов се повика и на законот во кој стои дека производството, преносот и дистрибуцијата треба да се одвоени, исто како што е случајот и со мрежата на електричната енергија, па затоа во системот постојат ЕВН, МЕПСО и ЕЛЕМ, секој со посебна функција. Шилегов тврди дека сметките за грејење нема да поскапат, туку напротив, на граѓаните ќе им биде вратено тоа што им било бесправно одземено. Ме боли, кога знам дека градски енергетски системи била фирма која што можела слободно да функционира последниот 13 години. И некој не го направил тоа, туку дал лиценца денес на фирма што се основала утре и таа раководи со нашиот топловоден систем. Ете ви го БЕК. Лиценцата ја добил на 28 денеска, а фирмата БЕК е основана на 29 утре. Издадена е лиценца од страна на регулаторна комисија на непостоечки правен субјект. Од друга страна, Балкан Енерджи Груп преку соопштение го изнесе својот став во врска со одлуката на град Скопје за формирање на ново јавно предпријатие за стопанисување со топлинска енергија и газ. Оттаму истакнуваат дека компаниите во состав на БЕК се деловни субјекти кои поседуваат важечки лиценци за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија на територијата на Скопје. Сите наши активности се одвиваат во согласно со законите на Република Македонија и согласно со одредбите на важечките лиценци, па од тука ние продолжуваме со нашите активности за подготовка на новата грејна сезона во интерес на потрошувачите, се навидува во соопштението на БЕК. Владата на последната седница ја усвои предлог уредбата за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2019 година. Според пресметката која што ја подготви Министерството за финансии, средствата ќе се распределуваат по следниот модел: фиксен дел во износ од 3 милиони за сите општини и градот Скопје и променлив дел кој што ќе се распределува според математичка формула. 65% во зависност од бројот на жителите во општината, 27% во зависност од површината на општината и 8% според бројот на населени места во општината. Распределбата на дотација од ДДВ ќе се врши од буџетот на Република Македонија, почнувајќи од 1 јануари 2019 година.
Обезбедувањето финансиски средства за една општина е многу важен сегмент за спроведување на надлежностите и реализирање на идеите. Градоначалниците во голем дел од работното време се ангажирани на барање поддршка за проекти, наоѓање партнери, подготовка на соодветни проекти кои ќе користат средства од ИПА или од други фондови, обезбедување грантови и слично. Општините се финансираат од сопствени извори на приходи, дотации од централниот буџет и од буџетите на фондовите и со задолжување. Приходите се обезбедуваат од локалните даноци, данок на имот, данок на наследство и подарок, данок на промет на недвижен имот и други локални даноци утврдени со закон. Од локалните такси, комуналните и административните такси, локалниот надомест, односно надомест за уредување на градежно земјиште, надомест од комунална дејност и надомест за просторни и за урбанистички планови и од приходите од сопственост. Општината може да остварува приходи од закупнина, приходи од камати и приходи од продажба на имот, од донации, приходи од парични казни утврдени со закон, приходи од самопридонест и други приходи утврдени со закон. Од буџетот на државата и од буџетот на фондовите се обезбедуваат дополнителни приходи во вид на дотации за финансирање на надлежностите определени со закон и за реализација на капитални инвестициски проекти. Блок дотацијата се доделува за финансирање на надлежностите на општините во културата, спортот и рекреацијата, основното и средното образование и во социјалната заштита. Но за долгорочен стабилен развој на општините е неопходно да се изгради одржлив систем, базиран на стабилни и постојани извори на приходи. Докаде е пуштањето на подвозникот во Бутел за кој треба да се доправат уште 50 метри, а метеж поради тоа има подолг период? Ова беше едно од советничките прашања кое денеска беше упатено до градоначалникот на град Скопје на денешната седница на Совет. Градоначалникот Шилегов на ова одговори дека овој булевар е започнат без претходно да се подготви соодветна документација, за да може да се заврши. Односно, проблемот е во проектот кој го наследиле од претходното раководство, во кој не била предвидена дислокацијата на водоводната инсталација на потегот каде што се одвиваат градежните активности во завршна фаза. Пошто требаше да овој булевар да се поврзе со Скопската обиколница и да се добие нова сообраќајна алтернативна за десетици илјади граѓани. Конкретно, кај подвозникот не била проектирана водоводната инсталација, која доколку не се изведе како што треба, може да го донесе во опасност водоснабдувањето во оваа општина. Шилегов рече дека поради тоа што проектантот не бил достапен за градот, градот заедно со јавното претпријатие Водовод и канализација изготвиле техничко решение и веќе од понеделник ќе се интензивираат градежните работи, па се очекува за околу 30 дена да профункционира улицата. Започнат без да се види реалната ситуација на терен и без да се спреми соодветната документација за да може од кога ќе го започнете да го завршите објектот без проблем. Впрочем, такви примери имаме неколку низ нашиот град. Вие одите кон Радишани, тие бидат кон Лисиче, се уште постои таму пералната, бидејќи активностите за изведување на градежните работи биле започнати без да се решат проблемите претходно, што е убедливо, по мое мислење, еден од најлошите начини како да ја изведете работата. Во конкретниот случај, кај булеварот Христијан Тодоровски Карпуш, кај подвозникот помеѓу Бутел 1 и Бутел 2, за да може непречено граѓаните и од Бутел и од Радишан и од Скопско Црна Гора, кои што ја користат сега улицата единствена, проводна Александар Рударевски и Бутелска, на местото на подвозникот, не скенирајќи ја состојбата и ситуацијата, не била проектирана инсталацијата која што се наоѓа под... Станува збор за сериозна водоводна инсталација, која што ако не ја изведете како што треба, го доведувате во прашање водоснабдувањето па на истите тие граѓани кои што сега, за жал заради таквото лошо планирање, се во сообраќаен хаос и гужва. Јавното, згора на тоа, проектантот, жената која што го има проектирано проектот за изведба на Христијан Тодоровски Карпуш, е недостапна и некооперативна на градската администрација. Ниту на изведувачот, мислам дека е таму градежно претпријатие Пелагонија Гостивар.
Шилегов исто така посочи дека спроведена е постапка за атмосферска канализација за улицата Александар Урдаревски, но не се започнати градежните активности затоа што најпрвен треба да се реши метежот кој сега го има кај кружниот тек во Бутел. Постојниот пешачки мост, каде што требаше да биде поставено панорамското тркало, чија што изградба е прекината, нема да биде во барок стил, туку ќе биде современ пешачки мост кој ќе биде висечки и нема да има никаков контакт внатре во реката. Идејата за реализација на овој мост е да не се сруши нешто што е 80% готово и зашто досега се потрошени 7 милиони евра, туку да се рационализира трошокот и да се направи што е можно поминимален. Наместо предвидените уште 7 милиони евра кои требаше да се доплатат за мостот без тркалото, тоа сега градот ќе го чини околу 4 милиони динари. Тоа се средства кои се на посебна сметка на јавното сообраќајно предпријатие, а се донација од АЕК. Освен тоа што овој мост ќе биде висечки и нема да пречи за нормален проток на реката, од коритото на Вардар ќе се отстранат стопите кои требало да бидат носачи на панорамското тркало, со цел да се овозможи непречен проток на реката. Според градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, градежните активности таму ќе се интензивираат и би требало пред нова година да биде завршено и во целост да се ослободи коритото на Вардар и тој да стане проточен и да нема излевање на Вардар заради физичките пречки на стопите. Советниците од ВМРО ДПМН го обвинуваат Шилегов дека не се чистат реките и каналите, на што Шилегов одговори дека коритата на реките и каналите со години наназад не биле добро одржувани. Сега е почнато со темелно чистење и се очекува течението на реката Серава годинава да биде целосно и темелно исчистено. Додека пак е реката Лепенец постои сериозен проблем и во горниот тек веќе реката се излева по нивите, затоа што коритото не е исчистено. Градот заедно со општина Ѓорче Петров презема активности, барем тој дел полека да се врати во ред, зашто потребни се околу 500.000 евра. Шилегов посочи дека и во горниот тек на Вардар веќе е започнато чистењето и на внатрешниот и на надворешниот дел, и повторно каменот на коритото ќе биде видлив. Интензивно е започнато чистењето на коритото, не само внатрешно, туку и надворешно, бидејќи капиталниот објект, регулираното корито на Вардар е запуштено и обраснато со трева. Кога шетате по кејот на Вардар, камен не можете да видите, камено е коритото. И на тоа интензивно работиме. Очекувам дека барем едната страна на Вардар ќе биде исчистена требата од фугите, затоа што кога ќе навлезе внатре корењата, потоа го распаѓаат системот на градба. Немаме доволно средства да градиме одново корито, меѓутоа должни сме да го заштитиме, затоа малку поинаку, не ја косиме тревата, тревата ја вадиме од фугите, бидејќи корењата уништуваат коритото на Вардар. Тоа го правиме во моментов, посебна бригада, посебна екипа на улици и патишта функционира на тој систем и очекувам дека во текот на ова лето барем едната страна на Вардар ќе успееме да ја третираме на тој начин, со цел да ја сопреме ерозијата на конструкцијата на речното. Коритото на Вардар ќе се исчисти и од галиите, на кои според Шилегов местото не им е во Вардар. Постапката за нив е во тек и се преиспитува правната можност што може да се направи, но не по секоја цена во однос на цената што градот треба да ја плати. Тоа се одвива внимателно за да не се направи штета врз буџетот на градот. И интенцијата на Шилегов е тие бродови да бидат отстранети од коритото на Вардар. Загадувањето на амбиенталниот воздух во Скопје во текот на летниот период се чини дека не е толку актуелна тема во јавноста и помеѓу населението. Сепак, оние индустријски капацитети кои честопати се посочувани како најголеми загадувачи, работат со полн капацитет токму за време на градежната сезона, односно за време на летниот период, што отвара прашање дали големите производствени фабрики се виновни за енормната загаденост во Скопје. Одговор на ова прашање денеска добивме од првиот човек на цементарница Усје при посетата и обиколката на фабриката.
Имено, директорот на УСЈЕ, Борис Хрисафов, напомена дека во текот на зимските месеци, кога загадувањето во градот е на највисоко алармантно ниво, фабриката работи со половина капацитет, а некогаш и не работи. Пример ви е летниот и зимскиот период, мислам. Цементарница УСЈЕ работи летно време со максимален капацитет. Зимно време секогаш сме или 50% или 0%. Нема цемент, нема градба, нема потреба од производство. Така да зимно време сме во ремонт, а тогаш емисиите во град Скопје се највисоки. Во изминативе години фабриката инвестирала 40 милиони евра за подобрување на животната средина, а исто така големо внимание било посветено и на намалувањето на бучавата. Ги заменивме сите електростатски филтри кои што во минатото не можеме да кажеме дека беа лоши, но со секој пат на електричната енергија се исклучува и имавме емисии. Сега се заменети со најсовремени модерни врекести филтри кои што практично на прошетка да ќе ви ги покажеме, ќе видите дека не е можно практично да излезе било што надвор од џаците. Исто така се залагаме за намалување на бучавата. Не сме ние тие што дојдовме во градот, градот дојде до нас, али ние сме свесни на тоа и ние мораме да се подобруваме континуирано. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов нагласи дека градот посветено работи на отстранување на дивите депонии, со што очекува загадувањето на воздухот во текот на зимските месеци да не ги достигне алармантните бројки од претходната зима. Имајќи предвид реакциите на јавноста години на назад и вклучително зимово што остана зад нас, сакам да влеземе на сите оние критични точки што кај граѓаните се предизвикуваат сомнеш дека определени точки или определени пунктови производствени или погони се тие кои што го загадуваат воздухот. Во текот на летниот период ќе ги исчистиме и дивите, да речем, населби каде што се собира отпата што се долж реката Вардар со цел да превенираме што е можно повеќе состојби, затоа што огновите на отворено, индустријата партиципира во загадувањето околу 20% во амбиенталниот воздух зборувам. Сакаме сега, додека е летниот период, да ги направиме подобри сите можни перформанси со цел да спречиме што е можно повеќе да не ни се јавуваат многу денови со сериозни пикови на загаденост во текот на зимскиот период. Не велам дека ќе ги нема, меѓутоа ние во овој период сме должни да го работиме токму ова за да зимото имаме подобри перформанси и резултати на воздухот. Денеска се сруши летната тераса на познатиот девармалски кафе-бар Бастион. Како причина за тоа од општина Центар го наведуваат непочитувањето на прописите. Според тврдењето на општинарите, од дивоизградените објекти нема доволно место за движење на пешаците и велосипедистите. Овие кафеанџии не ја испочитувале одлуката на градот Скопје, со која е определен пешачкиот простор кој треба да изнесува најмалку 2,5 метри проодна површина. Од локалот пак обвинуваат дека во неколку наврати се обидувале да најдат решение за проблемот и потенцираат дека уривањето е тенденциозно и незаконски. Оттаму велат дека и покрај издадената дозвола од град Скопје за вршење на угостителска дејност надвор од деловниот простор на вкупна површина од 90 метри квадратни, општината извршила рушење на дел од терасата на еден од најстарите кафе-барови во Скопје, кој вработува повеќе од 30 лица. Од Бастион исто така додаваат дека во ниту еден момент не ја нарушиле активната пешачка зона од Рабник на коловоз со растојание од 2,5 метри и овозможиле оптимално искористување на просторот пред објектот како пешачка зона. И покрај нашето барање до општина Центар да се прекине со извршувањето и да се добиеме каква било информација што не е легално во овој објект, каде што имаме веќе добиено дозвола од град Скопје, каде што во незе се повикува и општина Центар, бидејќи сите пари уплатени за оваа дозвола одат 50% во град Скопје, 50% во општина Центар. Па се прашуваме кога ни било давано ова решение и одобрение за вршење дејност, зашто тогаш не ни било објаснето што не е легално во овој објект, па сами да посегнеме по него, не ден пред да се изврши ова рушење, да добиеме информација устна дека објектот треба да се руши. Дека покрај сите уредно доставени документи од наша страна, дека имаме одобрение за оваа урбана опрема поставена на овој простор овдека, дека нелегално извршувањето и рушењето на објектот
од општина Центар се глуви на нашите барања да се прекине со извршување и еве денеска сме сведоци на довршување на нивното насилие. Нашите барања до општина Центар да ни дадат образложение што треба, како да направиме нивната некооперативност со нас, ни дава таков доем дека очигледно ова се работи само према нас. Општината претходно со соопштение потврди дека ги спроведува решенијата што претходно се донесени од градот. Од таму велат дека неколку пати апелирале до кафеанџиите и им побарале соодветна документација. Тие што обезбедиле комплетна документација и добиле дозволи од градот, сега немаат проблем, а кај другите што нема да го почитуваат правилникот, ќе се интервенира и понатаму, велат од општина Центар. Акцијата за уривање опфаќа тераси на кафеани што се со цврста градба, односно се затворени со врати, прозорци и лимени тенди. Собствениците на кафулињата се жалат, барајки од инспекторите и полицијата да не ги уриваат и да им дадат време сами да ги отстранат терасите. Сепак, кафеанџиите имаат добиено решение од општината пред 2 месеца за отстранување на тврдата градба од тротоарите, а инспекторите побарале од нив да ги отстранат сите работи што не се утврдени според правилникот на градот Скопје. Општина Ѓорче Петров започна со градежни активности за рехабилитација на дел од улицата Исаја Мажовски покрај градинката во Хром. Како што информираат од општината, реконструкцијата на оваа улица следува по барање на граѓаните, а со санација на оштетениот дел од улицата се решава проблемот со кој жителите од овој дел на општината долги години се соочувале. Во насока на подобрување на патната инфраструктура и обезбедување услови за безбедно движење на пешаците, во завршна фаза и поплачувањето на новата пешачка патека во должина од 400 метри од улицата Исаја Мажовски до градинката. Вкупно 2700 дечиња од општина Карпош од декември минатата година до 1 јуни годинава се прегледани во рамки на проектот за проверка на видот. Како што информираат од општина Карпош, прегледани беа основците од сите 10 училишта, а во наредната фаза и дечињата од сите градинки на територија на локалната самоуправа. Бесплатните превентивни очни прегледи ги спроведе Lions клуб Кале преку проект во соработка со Lions District 132 клуб Македонија и USAID. Примерна цел на проектот е да се откријат евентуалните аномалии со слабиот вид кај најмладите, уште во рана фаза, и во тој случај да се препорача посета на стручно медицинско лице за понатамошен третман. Од општината информираа дека локалната самоуправа и во новата учебна година интензивно ќе работи на зголемување на детската заштита. Укината е забраната за продажба на алкохол во трговијата по 19, односно по 21 часот, воведена во 2008 година, откако собранието ги усвои измените на Законот за трговија кои ќе стапат на сила 8 дена по објавување во службен весник. Со најновите законски измени што пратениците ги усвоја на вчерашната собраниска седница, се дозволува продажба на алкохолни пијалоци и во киосците, но останува забраната за продажба во продавниците во состав на бензинските станици. Останува и забраната за продажба на алкохол на лица помлади од 18 години. За да може да продаваат алкохолни пијалоци, трговските објекти и понатаму треба да поседуваат соодветни лиценци. Овие измени во Законот за трговија ги бараше Стопанската комора на Македонија. Измените во Законот за трговија влегуваат во сила 8 дена по нивно објавување во службен весник на Република Македонија. Иако на прв поглед изгледа дека станува збор за веќе раскажана приказна, апелите и пораките за безбедно учество во сообраќајот никогаш не се доволни. Безбедноста и културата во сообраќајот во Република Македонија се уште не се издигнати на посакуваното ниво. Почитувањето на правилата во сообраќајот е обврска, како за младите, така и за оние поискусни возачи, кои поради стекнатата самоувереност многу често се обидуваат правилата и прописите во сообраќајот да ги заобиколат или да ги занемарат. Сообраќајните незгоди се наше секојдневие. Токму затоа Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Прва Скопска уште еднаш потсетуваат за најчестите грешки на возачите во сообраќајот. Брзото и небезбедно возење, непочитувањето на правилото за првенство на минување,
возење во поспана состојба и без паузи, како и занемарувањето на активностите на останатите учесници во сообраќајот, се едни од најчистите причинители на сообраќајните несреќи. Причина за сообраќајна несреќа може да биде и лошата концентрација на возачот, предизвикана од премногу сопатници во возилото или миленици. Исто така важно е и редовното одржување на автомобилот и никакво жртвување на сигурноста поради естетика. Толеранцијата во сообраќајот е задолжителна, потенцираат од РСБСП. Затоа, и кога ви се чини дека патот е слободен, не ја надминувајте препорачаната брзина. Како резултат на брзото возење во 2017 година во Македонија животот го загубиле 72 лица, а 1254 се потешко повредени. Држете растојание помеѓу вашето и останатите возила и редовно одржувајте го автомобилот. Како за крај, правете паузи кога сте изморени. Подобро е на посакуваната дестинација да пристигнете подоцна, отколку никогаш да не пристигнете. Под слоганот «Симнуваме капа» од 22 до 29 септември во Битола ќе се одржува 39-тиот интернационален фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Британскиот оскаровец Роџер Дикинс, кинематографер на култни филмови, како Бегство од Шошенк, Фарго, Човекот кој не беше таму, Нема земја за стари луѓе и познат по соработката со браќата Коен, е лауреатот на Златна камера 300 за животно дело на 39-тиот интернационален фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Дикенс ќе биде гостин во Битола за време на фестивалот заедно со неговата сопруга Джеймс Елис Дикенс, исто така филмски професионалец. Карактеристично за фестивалот е што се зголемува бројот на фестивалски програми и оваа година ќе бидат 14. Годинава ќе има и нови селектори на филмските програми. Марија Џиџева ќе биде на документарната програма, Даријан Пеовски и Марија Апчевска, селектори на кратките филмови, Слагјан Панев за програмата Европски филмски перспективи, која почна пред 2 години. Очекувањата се дека пред почетокот на 39-тиот интернационален фестивал на филмска камера ќе заврши процесот за избор на македонски кандидат за Оскар и дека оваа година има дури 8 или 9 филмови кои би можело да бидат номинирани ако се исполнети условите. Покрај Дикинс на фестивалот во Битола ќе има уште една звезда која организаторите ќе соопштат на крајот на август. Ја гледавте неделната хроника на Прва Скопска и понатаму следете ги нашите емисии. Довидување!